Денешнава средба со бизнис заедницата во општина Берово е поттикната од креирањето на новиот стратешки документ кој што ќе се однесува во следните 4 години и беше со цел да формираме едно партнерство помеѓу општината и бизнис заедницата, но исто така и да добиеме мислење од сопствениците на приватниот сектор како и во кој правец треба општината да се движи. За почеток јас сум да речеме и презадоволен како администрација тоа што имавме можност да ги слушнеме видувањата на бизнис заедницата, но ние секако добивме и она што се однесува нивни барања и потреби, но и следни планови. Ова е првична средба на која што денеска имавме и во текот на следната година ќе имаме можности да ја развиеме визијата, стратешките цели, но и проектите кои што треба да бидат предложени за локалниот економски развој во општина Берово. Ми представува сега и задоволство дека општината е вклучена во еден проект на УСАИД, во кој што еве ние во овој момент како општина сме вклучени и заедно со нивна помош го реализираме овој проект кој што значи зајакнување на капацитетите и ресурсите во општините, а една од активностите е токму изработка на стратешкиот план за развој на општина Берово. Направиме стратегија за зелено Берово и зелено туристичко Берово. Што се тоа значи? Дека кога гледаме развојот на иднината на Берово и веќе дури пред некој ден во неформален разговор со член на заедницата, тој самиот што не е вклучен во туризмот, тој самиот го именува Берово како туристичко место. Значи, ако веќе сме препознаени во Македонија како туристичко место, ако веќе дури локалците го имаат тоа чувство за сопствениот град дека е туристичко место, тогаш да направиме една многу сериозна стратегија за зелено, одржливо Берово, која што ќе вклучува буквално се и се што, од хигиена до рециклирање, затоа што хигиената, да, окей, ама и не е до тој степен. Да се почне од едукација на локалното население, што значи тоа зелено Берово, што значи тоа туристичко Берово, што значи хигиена, дека хигиената е и внатре во градот, дека е надвор и во периферијата, и по патеките за туристичка и локална потреба за планинарење. Да се средат фасадите кои што се по улиците во многу лоша ситуација заради тоа што особено по главните две улици, мислам главни две улици за мене е за сите се тие две главни улици. Многу е лоша, имаме куќи со навистина фасади што оставаат многу лош впечаток и сега јас верувам дека ние секојдневно што сме тука не си ги забележуваме тие работи, ама врз луѓето што доаѓаат од страна имаат многу неубав впечаток и сега вие ќе си речете што тоа има врска со нас овде, што сме и што сакаме подобар живот, има и тоа како многу врска, затоа што нашиот подобар живот, нашата економија ќе се поткрепа ако доаѓаат пари од надвор, односно ако сме туристичко место, ако доаѓаат посетители и во се поголем број. Ако дојде еднаш еден и ако не е задоволен, тој не само што нема да дојде втор пат, туку и ќе раскаже за своето неубаво искуство и многу други луѓе нема да дојдат. Значи, ако сме туристичко место, една стратегија која што ќе ги опфаќа и хигиената внатре во градот, и рециклирањето, и хигиената надвор од градот, и фасадите, и паркинзи, и јавни тоалети, и уредување со други содржини кои што би биле туристички, а да не правам уавет дека пред главните две улици мора да бидат средени нели со патна инфраструктура и знаци и вертикална и хоризонтална. Значи да се јас не велам дека луѓето што се во тие две главни улици дека треба да живеат во многу понедобри услови, ама јајцето или кокошката да почнеме да средуваме од тоа што е најфреквентно, најочигледно, нели, за оние што особено доаѓаат од надвор, затоа што тие што доаѓаат од надвор треба да ни ги остават парите нивни, за ние со нивните пари, нели, потоа да ги средиме и останатите делови од Берово. Да. Така да исто имам предлог дека во оваа стратегија дека мора според мене прво и основно Берово да се бележи со велосипедски патеки внатре во самото Берово, па понатаму да се линкува и со Пехчево. Ако сакаме да бидеме зелени, ако сакаме врз основа на тоа да градиме имидж и во Македонија и надвор, многу е лесно. Толку сме мали за да се средиме. Со 1 милион има Берово да го направиме најрепрезентативен град во Македонија во однос на рурален развој. Велосипедски и да кренеме култура на движење со велосипеди внатре во градот. Мислам, цел град 1 километар.
Срамота е, мислам, прва јас возам кола низ град. Срамота е да возиме коли, автомобили внатре во градот. Добре. Соработката со локалната самоуправа, односно со општината, на полето кај ше транспорт и врски, таму е одлична. Види, че има искуство во Скопје, кој треба некој документ извишти, треба неколку месеци, одека се вади за брзо време, недела-две. Значи, тука е одлична соработката, мислам. Пошто има искуство и Скопје и Берово. Понатаму има еден голем проблем во цела држава, нека нас. Јас сега бев пред 2 недели, за пример, ќе кажам, на сајм во Варшава, Полска, за туризам. Имаше и од влада со таму и други луѓе, меѓутоа градот е 2 милиона, огромен град, као Њујорк, со облокодери 40 гради, се изгради врие, може има преку 100-200, и никаде не видов куќе. Овдека ние сме куќешка држава, почне од Скопје, заврши од Берово, и тој проблем мора да се реши. Ќе си најдете решение, ако знаете како, не знаете, еве ги пример. Полска, други држави, ќе видите како е, како го реши, така и ние. Не треба да се измислите ништо. Дошли имате случај кај мене пред Капија, дојде куќе диво и ми укаса гости. Разбирате, тоа е голем проблем. И за развој на туризмот, и за општината, и за се. Добра. Понатаму треба да ги решиме младите, средношколци, бидејќи тие се латентна, скриена работна сила, која што веќе напредните држави ја користат, односно им обезбедуваат работа, и законски има. Јас имам сестра во Сиднеј, Австралија, бев таму, значи Австралија, Канада, Америка, Енглеска и Нов Зеланд имаат закон за вработување на млади што се од прва година средно нагоре. И таму тие, значи 4 сата работа, добијат пола плата и се осигурат. Тоа што се обезбеди да не мислат младите на дрога, на алкохол, на коцка, на бездечни и шетање, него ќе бидат концентрирани на работа, ќе се спремат и стануваат, кои ќе завршат средна школа, сериозни луѓе. Кај нас има закон за вработување на овие, како викаме ние, сезонци, меѓутоа тој закон кој го чита, аз го знам, го читав убаво студиозно, не е довршен, не е конкретен, не е добар. Бидејќи и таму велат, че не знам кој беше, може да се вработи млад, навремено, меѓутоа само еднаш, максимум 6 месеци. Втор пат и да е добар, до година нема што да го запослиш. Тоа е погрешно. Значи мора закон да предложите до влада, да се смени и дополни. Значи проблемите се огромни. Не знам дали сега не може да скажуваме приказки, али генерално ние имаме много големи проблеми во нашата општина. Тоа што друга точно не си имаш по-големи проблеми. Јас нема да се врашам надзаде што се е дешавало, кога се е дешавало, нема да коментирам периодот што е бил надзаде, заради тоа што е катастрофален, што нарушаваме преска на... Да, катастрофален е, значи ние буквално латернично одиме, работиме работи кои буквално нема врска со реалноста, протоколарно работи, совето не е формален, локалната самоуправа е формална, дали ме разбирате, значи ние суштествено не сме седнали да речеме чека дечки што правиме ние, значи. И сега полека се некои контури се гледа на Берово, што значи имаме еден дел туризам, која е гранка која е многу доходовна, а ние за таа гранка не работиме ништо, и имаме дрвна индустрија. Значи гранка која исто е доходовна, ако знае кај се да се работи, значи, а никој буквално никој од наши институции не презема мерки за таа насока. Ние нямаме кај Берово хемиска индустрија, нямаме автомобилска индустрија, нямаме компјутери, нямаме ништо од таа. Значи ние имаме два сегмента кои треба да почнеме уствари да ги развиваме или да ги не знам, да ги бутаме напред, че кажа со беровски речник. А ние ништо од това не правиме. Това што е многу жално. Јас ето Бечи од денеска на онам ќе почне да се мени таа перцепција, од јас до сега сам крајно разочаран од работата на локална самоуправа и неите другите работи, совети, мовети, дури се разочаран крајно и од другите институции. Од тука и Шумско стопанство Берово, од тука се други работи. Мислам дека требаше да има тука представник од нив. Но тоа се останува денеска. Тоа е централно веќе. Ако е централно, ама е идеја за следниот пат. Да, ние не сме, ние просто тука сам, директно. Ние зависиме директно од нив. Ете, јас ќе кажа како
представник на Фагус, дека ние оваа година сме утепани од шумското заради тоа што немаме суровина. 380 луѓе работат тамо, ќе дојде ред да немаме работа. Заради суровината, не ради тоа што нема пазар, нема работа. И сега кој ќе бъдат луѓе? Штрайк пред собранието? Уво по градоначалник, уво по совет, уво по тој, уво по не. Значи ние буквално стратегиите ги правиме формално. Ето аз се извинувам, може да малко друг. Али до сега тези стратегии от 2000 и не знам која година се почнали да се правят, са протоколарни, формални, буквално връзка нема. От них буквално нищо не е направено. Нищо. По мен. Може съм грешка. Ако съм грешка, че ви справите. Значи. И аз искам само да значи така. Имаме образование дуално, кое ги покрива двете насоби кои вероятно трябва да се развиват. Това е туризъм и това е друга индустрия. Да. Со сите подгранки, со сите други околни бизнеси кои гравитира околу них, а се многу. И сега, ето јас само туристички работник, ама знам дека туризмот е бројен бизнес светот. И туризмот никој пат не е бил испод нула. Никој пат. Колку да е било лошо време, колку да е било и економски кризи и секој кризи, значи туризмот е некоја позитивна нула секој пат значи. А ние во тој дел буквално ништо не знаеме. Дали ме разбирате? Само еден пример, че ви кажа, много е ироничен. На Беровско езеро нема вода. Години нема вода. Плеснава се пари за филтра станица, плеснава се пари за резервар, плеснава се пари за водоводна мрежа, нищо не функционира това. И аз, ето, като представник на сдружението горе от Беровско езеро, вече не знам кой да питам. Шо е проблем? Сите ние даваме пари горе за да си ставим мрежи, да си поставим оваа секундарна мрежа, да надяваме се, че инвестираме горе во нови објекти, во нови апартмани, вамо тамо. И ние сме другари утепани заради това, што ја сад говори, че се нема вода за нова година. И тука е голем проблем, и аз мисля дека вие полека треба, као локална самоуправа, Совето, Марија тука гледам, значи очекувам многу повеќе са од неа, кој не е представ таа функција. Очекувам многу повеќе од Совето заради това, што Совето е тој кој треба да ги... Прва е меѓу еднакви. Да, јас немам проблем, нема разлика мъж жена. Они треба са први кои треба да ги инициираат тие работи. И да се насочиме барем во некои од може ние се да решиме се во Берово. Али да почнеме да решаваме степ бај степ работите кои се многу големи.